Добар ден на сите, јас мислам дека можеме да почнеме. Почитувани стопанственици, компании од Република Австрија и Република Северна Македонија, почитувана Јута Балтер, економски аташе која представува на Австрија, која представува Србија, Република Северна Македонија и Црна Гора, почитувани медиуми. Во име на Стопанската комора на Македонија и во моје лично име би сакала да ве поздравам и да ви посакам добре дојде на уште еден бизнис форум кој традиционално повеќе пати во годината го организираме заедно со трговското оделение при амбасадата во Скопје, односно со Стопанската комора на Австрија, кои резултираат барем секогаш со успешни бизнис средби кои ќе се реализираат и подоцна денеска помеѓу македонските и австриските компании. Оваа година ова е втор бизнис форум кој го организираме заедно со трговското оделение при Австриската стопанска комора. Првото беше во март. Компаниите кои доаѓаат се од области кои се од голем интерес за нашите компании, така да и интересот денеска погледаме дека е повторно голем, бидејќи станува збор за компании од области кои се од интерес за Република Македонија. Австрија е наш долгогодишен и докажан партнер во економската соработка и можеме да кажеме дека вкупната трговска размена на Република Северна Македонија и Република Австрија во периодот јануари-јули за 2023 година изнесува 164,3 милиони американски долари, што представува раст од 14,58% во однос на истиот период минатата година. При тоа остварен е раст од 10,23% во извозот, што изнесува 57,4 милиони американски долари, а увозното салдо бележи раст од 70,06% и изнесува околу 106,8 милиони американски долари. Согласно статистичките податоци за период јануари-јули 2023 година, гледаме дека постои простор за уште поголема соработка, бидејќи е евидентиран негативен биланс во трговската размена од 49,4 милиони американски долари. Иако Република Австрија е 20 трговски партнер на Република Македонија во 2023 година, сепак Централниот регистар, податоците кои ги добивме од Централниот регистар потврдуваат дека во Република Австрија е во суштина втор најголем инвеститор во Република Северна Македонија и инвестициите во 2022 година од страна на компаниите од Република Австрија изнесуваат 146,66 милиони евра. Најзначајни австрийски инвестиции се од областите на електроенергетскиот сектор, банкарскиот и финансискиот сектор, како и телекомуникацијскиот сектор. На денешниот форум присутни се представници на компании од повеќе области, како енергетика, телекомуникации, производители на електромоторни вентили, потребни за електрани за газ, пареа, за биомаси, хидроцентрали и така натаму. Во суштина, после отварањето на оваа седница, австриските компании ќе имаат кратка презентација и македонските компании ќе можат да бидат запознати во детали што очекуваат и од понатамошната соработка. Би сакала сега да ја повикам господјата Јута Балтер, трговското аташе на Република Австрија во Србија, Северна Македонија и Црна Гора, да ви се обрати накратко, а потоа продолжуваме со кратката презентација на австриската компанија. Почитувани дами и господа, почитувани господја Ризанковска, почитувани представници на предпријатијата од двете земји, почитувани гости, најпрво би сакала да искажам благодарност на Стопанската комора на Македонија за сета подршка и изводен прием што го имаме и добиваме низ сите овие наши средби сега и во минатото. Како што знаете, представништвото на Австриската комора, Стопанска комора, е многу горда што може да каже дека најголеми инвеститори во Македонија се австриските фирми. И сакам само да нагласам, ни кажавте, вие господја Ризанковска, наведовте цифри, но според она што јас го утврдив во последните неколку дена истражував, добиваме информација дека инвестициите во Македонија од австрийска страна веќе надминуваат 1 милиарда евра, што е извореден податок и изворедна бројка.
Тоа е исто така од Завод за статистика од Австрија. Одушевени сме што е така, но сепак и покрај сите овие добри вести, добро е и важно и треба да одиме и понатаму на тамошен развој и подобрување на меѓусебната размена. Сега имаме представници од повеќе дејности, но клучен сегмент кој што го покриваме денеска ќе биде енергетскиот сектор. Таму ги имаме повеќе фирми кои што се присутни овде и тие ќе имаат исто директен контакт со македонските фирми. Би сакал уште да нагласам дека ова не ќе беше можно без присуство ваше, без присуство на македонски и австрийски фирми. Ова е третата наша делегација ова година, чисто така за ваша информација. И сега сакам да укажам на тоа дека енергетскиот сектор станува еден од најважните сектори во бизнисот во глобален контекст. И верувам дека сите овие присутни фирми ќе имаат плодна и жива дискусија со своите партнери и дека тие ќе резултираат со некакви активности на тамошни бизнис делки. И затоа го гледам како еден позитивен чекор во правец на заедничката соработка. На сите во врска сега со ова да ви посакам успешен и пријатен бизнис и добри средби.